Тротинети беа одлична варијанта пред неколку години за спас од аерозагадувањето и намалувањето на бројот на автомобили на патиштата, но откако почнаа да функционираат, откако голем број на луѓе во светот почнаа да ги користат, парижаните го кренаа гласот против. Конкретно изгласаа забрана за изнајмување на електрични тротинети во нивниот град, нанесувајќи им удар на операторите на тротинетите и триумф на борците за безбедност на патиштата. Речиси 90% од гласовите во неделата беа дадени за забрана на уредите на батерии. Централна тема во разговорот со колегата Тони Гламчевски од Франција. Тони, добро утро, дали се слушаме и гледаме? Ве имаме. Добро утро, Кристина. Добро се слушаме. Сакам само да се надоврзам на претходната тема околу загадувањето, бидејќи беше Стефчо, мојот колега од Битола, кој што гостуваше. При гостување на делегација од Битола во францускиот град Епинал имаше посета на топланата за грејење на градот, кој што произведува грејење и електрична енергија за градот за околу 9000 жители на Епинал. И се до тоа со загадување кој што е споредбено со еден семеен оджак. Тоа доволно зборува колку се внимава на загадувањето на воздухот во француските градови, кои што се многу повеќе погодени во летните периоди на годината, отколку денес. А што се однесува до тротинетите, би сакала само да, кога сме веќе кај намалувањето на аерозагадувањето, гасот исто така се споминува како ресурс кој што е секако добредојден и кон тоа тежи целиот свет, кон тоа тежиме и ние. Меѓутоа, не можам да не прашам, ќе зборуваме многу на темата која најавив, не можам да не прашам за несреќата која што се случи во Марсеј пред 48 часа. Експлозија имаше која што причини веројатно и уривање на згради. Билансот на загинати расте. Првичните информации велат дека експлозија на газ е можна причина за несреќата. Истрагата е во тек во моментов. Никој не сака да каже точно поради што експлодира оваа зграда, кој што не беше некоја зграда, рушевина, како што се случи предходниот пат, кога исто така падна зграда во Марсеј. Овој пат станува збор за солидна зграда на улицата Тиволи. Најверојатно, како што се сомнева дека имаше експлозија на газ, синоќа беше извлечено 600 тело од урнатините, остануваат уште две лица кои што не одговорија на повикот. Евакуирани се околу 61 стан, поточно од околните станови, и 199 лица се згрижени. Жителите на овие станови имаа можност во текот на вчерашниот ден заедно со спасувачките екипи да ги посетат становите, да ги земат основните работи. И во моментот се води истрагата. Спасувачките екипи се уште се на теренот, се обидуваат да ги најдат преживеаните, но сепак надежта се губи со оглед дека после експлозијата се прошири и пожар. Навистина гасот е нешто многу добро за одржување, за грејење и за готвење во градските средини, но сепак тоа треба да се ракува со голема предпазливост, бидејќи вакви несреќи во Франција често се случувале предизвикани од експлозија на газ. Пред малку со Драгана зборувавме на тема аерозагадување. Како стои Франција со аерозагадувањето? Како што реков на почетокот, Франција во моментов не се соочува ни со некој поголем бран на аерозагадување. Тоа е многу повеќе присутно во текот на летните месеци, најчесто од автомобилите. Некој велат дека спасот е во електричните автомобили, но веднаш противниците на електричните автомобили ќе речат дека тоа ќе предизвика други видови на загадување, колку е бидејќи се мерат во CO2, значи во въглероден диоксид, загадувањето. Колку е потребно да се ископа земја, да се направат да се прават тие ретки метали кои што се за изградба на батериите, односно на акумулаторите за електричните возила, тоа е сосема голема работа. Инаку, една од главните решенија во градовите се градовите ги забрануваат автомобилите или влегувањето во центарот на градот станува се потешко, посебно во период на висока загаденост на воздухот, така автомобилите кои што имаат со винјети 3, односно кои што најмногу загадуваат, се забранети, или пак се развива трамвајот, тролејбусот или градскиот сообраќај на природен газ или на метан. А се разбира, како што гледаме на снимките, тука се и велосипедите и во последно време тротинетите, кои што представуваат вистинска главоболка не само во Париз, туку на секаде во светот. Од каде и зошто
толку голем гнев собра електричните тротинети? Во Париз, покрај индивидуалните собственици на електрични тротинети, имаше околу 1500 тротинети кои што беа на изнајмување. Значи, компанија. Проблемот е што корисниците на овие тротинети не ги користеа според законската регулатива, кој што иако беше непостојачка, да би рекол до 2019 година, повеќе се движеа на тротоарите отколку на улиците. Ако знаеме дека еден тротинет му удовише се во слободна продажба можат да се движат и до 85 км на час, наместо дозволените 25 на коловозот или на патот, а додека на тротоарот беа дозволени само со брзина од 6 км, сега воопшто не е ни дозволено да се движат тротинетите на тротоарите. Ако некој има тротинет, тогаш треба да го турка, исто како и во близовите на зградите. Значи, тротинетот полека се на некој начин се брка од градските улици, посебно во Париз. И Париз не е првиот. Првиот град кој што го направи тоа беше Атланта, а инаку имаше Бордо и Тулус, кои што веќе размислува и веќе не им дозволија на предпријатијата кои што раководат на компаниите со изнајмување на тротинетите да се инсталираат нови места. Сега ова се однесува, референдумот се однесуваше на тротинетите кои што можат да се изнајмат. Не ги засега приватните сопственици. Дали тука има заострување на политиката во однос на користењето на тротинети на оние кои што ги поседуваат? Најмногу, како што би рекле французите, бидејќи французите малку по менталитетот секако и ние, македонците, ако нема казна, ќе правам што сакам на некој начин. Така да, во моментов, ако некој од бидејќи полицијата веќе започна да врши контроли во Париз на другите места, ако се забележи дека тротинетот може да вози повеќе од 25 км на час, тогаш казната е 1500 евра. А додека ако некој се движи со тротинет на тротоар, казната е 135 евра, а од сега ќе има казни и за тротинетите кои што се непрописно паркирани, односно стационирани, како што би рекле на француски. Од друга страна се бара исто така од корисниците, посебно младите, да носат заштитни шлемови, односно кациги, за да може да се заштитат, посебно на младите од 8 до 12 години. Таа обврска ќе биде подигната до 14 години, бидејќи сите испитувања покажаа дека падот од тротинетот е многу опасен по здравјето на луѓето. Многу поопасен отколку пад од велосипед. Имам уште многу прашања, но влеговме во терминот за вести. Ќе те замолам само во 2 реченици уште една тема која што секако е најактуелна изминатиот период во Париз. Протестите против пензиските реформи не стивнуваат. Имаме ли новости на оваа тема? Продолжуваат протестите на 13 април, има нов ден на протести со штрајкови, со прекин на сообраќајот. Ден после тоа Уставниот совет треба да го даде своето мислење дали ова реформа е уставна или противуставна, односно начинот на кој што е донесен законот. А од денеска министерката Елизабет Борн се среќава со политичките лидери, започнува со Марин Ле Пен, кој што најверојатно ќе биде најголемиот корисник на политички план од овие протести. Благодарам за вклучувањето во Македонија наутро, за информациите кои што ги имавме во утринската програма, секако со сето она што ќе биде ново од Франција, тоа не ќе те имаме во утринската програма. Благодарам. Ви благодарам и до гледање.